Христа, јас верувам во Исуса Христа, јас се надевам во Исуса Христа, се исцелувам во Исуса Христа, се препуштам. Во срце моје насели се со таткото наш сокровиште. Слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се му оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам. Мир вам. Мир вам. Така Исус ги поздравуваше по распнувањето, кога им се појави на 12 апостоли. Мир вам. Поентата е дека во светот нема мир. Нема мир во светот. Нема мир за грешниците. Поентата е дека мирот свој Исус ни го дава. Мирот свој ви го давам, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше. Ете, тоа е тоа. Да не се плаши срцето наше, како да не се плаши моето срце. Јавно да зборувам за Исус, да покажам која е мојата глава, дека Исус е главата, тој одлучува, тој зборува, нему му припаѓам, за него живеам, за него работам за Царството Божјо, го барам Царството Божјо и се ќе ми се придодаде. Те сакам, Господе Исусе Христе, ти благодарам што и во овој ден, Татко, ми го отвараш срцето и умот, да дојдам пред Тебе на колена, да ме употребиш за Твоја слава, да зборуваш во живо слово, двоостар меч на духот, кој го рассекува поранешниот телесен човек од духовниот, да ме научиш како да се движам по десната страна, по духовната патека, по тесната патека на животот, во полна сила Исусова. Те сакам, Господе Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Од земјата до небесата љубовта Исусова да ве преплави. Клекни на колена, се покајувам за секој грев. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, се покајувам за гревовите на моите предци. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев. Ја прифаќам Твојата волја, Татко мој, Твојата волја. Ете, тоа е целата суштина. За да имаш сила да се одбраниш, да се задржиш, да се додржиш, да обстанеш, да се спротиставиш на сатаната. Зошто Б не се оправа? Зошто Б не се исцелува? Тој претходно имаш еден, ама се молам, имаш една В, ама јас се молам, еве бев таму, не ме исцелија, бев ваму. Зошто? Пазете, тоа се важни прашања. Зошто Т и Д не сведочат за тоа што го направил Господ Исус Христос за нив? Пазете каква работа направи. Наместо да го употреба тоа да евангелизираат, тие свекникот не го покажуваат. Зошто В и Дз исфрлаат делови од снимено сведоштво? Пазете. Зошто Х се коцка, В бега од средбите во живо, а вели дека е во Исус? Х ја напаѓа мајка си, крши дома. Зошто? Пазете, има многу такви. Јас сум крстен во Светиот Дух, пие апчиња за спина. Јас сум спасен сум еднаш за секогаш, крстен сум, да, Исус, знам ја Исус. Од кога го знам ја Исус? Пазете. И пазете што вели тој во Духот. Јас сето тоа го гледам, ви зборувам, ви праќам луѓе, старешини, гласноговорници, долго трпеливо, многу милостиво ве чекам да се покаете. Ви поставувам старешина,
за да биде видлив дел на Таткото Небесен како Исус, а вие треба да бидете ученици. Дали сакаш да бидеш ученик? Или знаеш ти веќе што ќе учиш ти? Видите, дошол 2 пати, 3 пати и мисли дека знае се. Па и во училиште. Одиш првин во забавиште, па одиш 8 години во основна школа, сега има 9. Па во средно одиш уште 4 години. Не се учи ти за еден ден. Па на факултет уште 4. Па магистерски и докторски 7 години. Дали сте ученици или знаеш за тој Исус? Зошто наместо да се молиш, тебе ти велам, пишуваш есеи, семинарски работи, поезија пишуваш, романи. Зошто не се помолиш со 2 збора? Татко во името Исусово. Зарем таткото не сака? Не може да те слушне и да те исцели, ама јас се молев и еве мене зошто не ме исцелува? Па зошто не те исцелува? Тоа е важен момент. Зошто не се помолиш за себе? Дали се покаја? И со срцето разбираш, дали го остави стариот ти, стариот човек, стариот начин, гревовниот човек на крстот на Исус, крвта Исусова капе врз тебе и примаш нов духовен идентитет. Дали се уште јаваш на конјот за Дамаск? Апостол Павле со својот ум, со своето знаење. Павле, зошто ме гониш? Јас сум Исус кого го прогонуваш. Не можеш да се риташ против бодило. Апостол Павле, зарем се срамиш од Господ Исус Христос? Не сакаш да кажеш што направил за тебе? Се уште се сообразуваш што ќе каже светот? Зарем некој било кој е поважен таму во овој лажен паднат свет од Господ Исус Христос? Име над секое име, вечната љубов која те преплавува. Сотруднику, остави се земно и врви по мене, не по мене, по Исус. Доволно бевте мали деца, што се расправаат по пазариштата, по телесните заедници. Време е да исчекориш во дух и вистина, да му се поклониш како евнухот, да го распнеш стариот начин, вашиот ум, твојата волја, желба, идеи, да се оставиш таму. Тоа не важи, не чини, не е добро. Да се возродиш во љубовта. Многу прашања. Тие бараат одговор, синко, човечки во твоето срце. Со срцето да разберат, та да се покајат. Со срцето треба да разбереш, не со умот. Го љубиш ли ти Господ Исус Христос како што Тој не возлюби до крај? До каков крај? До крајот на себе стариот и почеток на нов човек. Дали го позна и го возлюби Господ Исус Христос? А ти што би направил за некого кого го љубиш? Па тоа прави го и направи го за Исус. Дали светот ти е поважен од Господ Исус Христос? Светот што ќе рече, тој што ќе мисли, оној што ќе каже, ни за ошчо. Сами судете се, ни вели Исус. Петаре, кај си бре јуначе? Оди по водата, помош, ние оставивме се. И тргнавме по тебе. Така вели. Ако треба и да умрам за тебе. И потоа гледай што се случи. Абе, петел пее, еднаш, 2 пати, 3 пати. Ја дувна. Дали и тебе ти пее петелот? Сотруднику, колку пати треба да ти запее тој петел за да побегнеш? Петар потоа плаче горко и да се вратиш пред Исус. Времето минува, тие го слават времето, години одбележуваат годишнини, милоста се троши. Имаш време на милост на земјата. Може би утре ќе немаш време да
повикаш кон Него, ке немаш сили, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, горешто да повикаш и помогни ми. Кој ќе го повика моето име, Исусовото име, ќе биде спасен од срце, со срцето да разбереш, ни за ошчо. Тажно е ако немаш синапово зрно вера во срцето и планината што се истопорила меѓу тебе и Исус да ја фрлиш во морето на љубовта. Исус во Откровение 2.4 во писмото до изладената црква. Кафето се изладило, супата, сега црквата се изладила, вели во Ефес, сте биле во Ефес, но имам нешто против вас. Пазете, ова го зборува Господ Семокниот Татко. Вие веќе немате таква љубов спрема мене, спрема Исус, каква што имавте на почетокот. Присетете се кај бевте и кај паднавте сега. Покајте се приближи Царството Небесно и постапувајте како на почетокот. Инаку, ако не се покаете, ќе дојдам кај вас и ќе ви го земам свекникот. Пазете, ќе ви го земам свекникот, Откровение 2.4, ќе ни го земе свекникот. Кој е тој свекник? Па таа сила која ти ја имаш, да бидеш светлина на светот. Духот свети. Ти тогаш си во друг дух. Пази, свекникот се става на врв да го видат сите. Го ставили ти да бидеме ние таа светлина на светот. Во една сила, една љубов со Него. Ој Исусе, ни за ошчо. Јуда го предаде Исус за 30 сребреници евреници. Сатаната му влезе во срцето. На едно место тој ги враќа парите во храмот. Тоа се пари од верници дадени за да се предаде Исус, се покаја и се обеси. Тоа е јудиното предавство со бакнеш. Дали така го предаваш Исус за мамона или учениците, ученик, апостол, христијанин се разбегаа во светот. И тие го предадоа, се откажаа од него. Пазете, Петар со петело 3 пати се одрече пред петел да запеј. Стани, ти што спиеш. Се исплаши, немаше дух. И вие, ако го предавате Исус, катаде ни за ошчо, за овој, за оној, за она, за ова, заради тоа, заради ова. Вие се уште сте во духот. На овој паднат свет, сатаната ве врзал за нешто. Сатански свет. Се уште не можете да се одврзете, да се ослободите од гревот и да го возлюбите Господ Исус Христос над се, пред се, во се, повеќе од се, Исусе и само Исусе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата Исусе и само Исусе. Дали го слушате Божјиот дух што им порачува на црквите? Пазете сега, ова е Откровение 2.7. На сотрудниците. Имаме ли ние Божји дух во молитвената војска Исусова сотрудници? Сеќавате ли дека има дух? Дали го слушаш тој дух преку гласноговорникот на црквата Христова, старешината? Или самиот си постапуваш, си зборуваш, си се молиш, си одлучуваш по свое, по ваше, си исцелуваш, даваш совети? Кој дух те води? Дали си свекинак, светло на светлина, или ни за ошчо? Еве други стихови. На оние што ќе извојуваат победа, ќе им дадам да јадат од животодавното дрво,
што се наоѓа во Божјата градина. Пазете, друг препев. Дрвото на животот што е сред Божиот рај. На оној што победува е услов. Што победува? Кого победува? Со што се победува? Зошто победува? Каде победува? Паднатиот сатански свет треба да го победиш и да го изгониш од твоето срце. Еве стихови. Тие го победија со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво и не се грижеа за животот свој дури до смртта. Те сакам, Господе Исусе Христе. Откровение 12:11. Друг препев вели: и со вистината што ја проповеда, исповедуваа, сведочеа, што направил Исус за тебе, што ти се случило, за која храбро ги жртвуваа и собствените животи. Пазете сега 12:11. Животите не се ни ваши. Тој ти го дава и зема животот, тој ти дава живот, здив и се. Дали и јас, ти, ние сме во таа Исусова победа? Или се уште сме во темнината на калта и блуеницата, во оваа долина на сенка смртна? Нема зошто, ама зашто вака, зашто ова, ама нема вака, ова, ошчо, зошчо. Нема, има само сила, нема компромис со сатанскиот свет. Нема кафе за сатаната. Марш од мене, сатано. Или има само сила Исусова, која, ако сум во заедништво со Исус, победувам се, можам се, сведочам се, зборувам јавно за Исус, имам сила да речам: бега од мене, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Победувам се. Исус е љубовта. Љубовта е сила Исусова. Со љубовта се победува. Ако Исус престојува, живее, те оживува во твоето срце. Нема зошчо. Потоа, книга Откровение 5. Ке изчитам еден текст. Во десната рака на оној што седеше на престолот, забележав книга испишана и однадвор и однатре, запечатена со 7 печати. Тогаш видов еден силен ангел кој со многу силен глас запраша: кој е достоен да ја отвори книгата и да ги скрши нејзините печати? И оваа книга треба да се отвори, но не се најде никој ни на небото, ни на земјата, ниту пак во подземниот свет, што можеше да ја отвори книгата и да ја прочита. Јас многу плачев поради тоа што не се најде ниту еден што ќе биде достоен да ја отвори книгата, да ја прочита, да ја толкува. Духот само зборува. Духот зборува. Еве како слегуваат тие текстови. Јас сум само сад. Тогаш еден од старешините, и таму има старешини, ми рече: не плачи. Еве го победникот, лавот од племето на Јуда, Давидовиот потомок, тој ќе ги скрши печатите и ќе ја отвори книгата на животот. Исус е портата за да излезеш од телесниот свет, да влезеш во духовниот свет, но треба да се облечеш во свадбена облека, да се облечеш во сила од озгора, да се облечеш во неговата љубов. Тогаш погледнав и го видов јагнето. Исус стоеше пред престолот, обкружено со 4 суштества и 24 старешини, и ќе речат: ова, тоа значи тоа. Не знам што значи. Сеќавам само сила на љубовта. Јагнето имаше лузна како некогаш да било заклано, имаше 7 рогови, 7 очи кои го представуваат 7-кратниот Божји дух.
испратен по целата земја. Мирни се тепаат кучињата. Седумкратниот Божји дух, седумкратен, испратен по целата земја. Што значи ова? Духот ќе ни каже. Јагнето пристапи, ја зеде книгата што ја држеше во десната рака, седнатиот на престолот, и стана живо слово. Оживеа во него словото. Тој беше слово во движење. Неговото име е слово натопено со крвта. Плати за нашите гревови. Ти дава сила. Тој ти дава сила. Дали ќе ја примиш ти е друго прашање, ни за ошчо, за да станете синови и ќерки Божји од земјата до небесата, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, во секого Исус. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. Те сакам, Господе Исусе Христе. На оние што ќе извојуваат победа, ќе им дадам да јадат од дрвото на животот. Тие го победија со крвта на јагнето, со словото на своето сведоштво и не се плашеа за својот живот, дури до смртта ја исповедаа вистината, зборуваа за Исус. А ти, во каква победа си, сотруднику, сами судете се, зошто јас вака, зошто мене така, зошто ова, нема зошто. Има сила Исусова, сила на љубовта, која никогаш не сопира, и неговата волја, и ти победуваш со него. Тој го победи сатаната. Со Исус си победник, ако си во заедништво, во еден дух, во една љубов со него. Амин. Исуса Христа, јас верувам, во Исуса Христа, јас се надевам, во Исуса Христа се исцелувам, во Исуса Христа се препуштам. Во срце моје насели се, со таткото наш сокровиште, слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се му оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам.